250 денара второ членство, значи во втора библиотека. Доколку мислите дека во, да речеме, една од тие 22 библиотеки која што е во вашата населба нема доволно книги, па сакате се зачлените во една од централните библиотеки. Така што се обидуваме да направиме една комбинација на можности да членството биде нешто што ќе го привлече читател да доаѓа почесто во библиотеката и книгата што ќе изнаеме, тој треба да ја врати за 2 недели. По принцип немаме некои големи проблеми, имаме вака прилично позитивен однос од читателите кон книгите, така што мислиме дека таа работа функционира како што треба. Самата библиотека, веќе кажавте дека располага со голем број на книги, баш знам дека нашите гледачи би ги интересирало како се одржуваат тие книги, значи кој е процесот на одржување, нели сепак би требало да има некој начин? Дел од книгите, затоа што често менјаваат корисник, се оштетуваат. Ние имаме посебен оддел кој што се занимава со средување на тие книги. Кога се процени дека книгата е оштетена, искината или можеби недостасува некоја страница, таа оди на поправка во тој оддел и после средувањето се враќа назад, таа делува како нова. Тоа е еден прилично интересен процес да се работи со книгите, да им се враќа стариот сјај. И посебно лектирите кои што се во многу раце, многу кај помладите читатели, многу често се надвор од библиотеката, се случува да бидат оштетени. Тоа е едната димензија. И втората димензија, втората димензија, ние поседуваме и стари книги, значи една солидна колекција од околу 1000 наслови на стари книги кои што се стари по 2, 3 и повеќе века, и кои што забот на времето ги нагризува, што бараат посебен третман. Значи, многу внимателно коричење, многу внимателно средување, хемиско третирање, бидејќи можат после толку време да се наполнат и со бактерии. Тоа е еден многу интересен процес со кој што се занимаваме, но навистина спор и кој што го окупира одделот кој што работи на старите книги постојано. Со кои други услови располага библиотеката, нели, освен со богат фонд на книги во стилот на читална и такви други работи? Оно што може нашите корисници да го искористат, значи тоа го спомна веќе, е читална која што работи 24 часа и тоа меѓу студентите е доста популарно и доста користено. Исто така ние имаме оддел за периодика. Значи сите вестници, се што излегува, што се печати во Македонија на дневна, неделна, месечна или периодична основа, ние го собираме, така што било каква информација, доколку ви затреба, отпосле за не знам, нешто што се појавило во вестниците, граѓаните доаѓаат тоа да го користат. Исто тоа е една сериозна можност што може да се искористи. Имаме сериозен оддел за стручна литература. Во одделот имаме и доста странска литература, значи стручни книги кои што се на други јазици може да се користат. Во главната библиотека која што се наоѓа на партизански одреди има и неколку културни центри. Значи тука е Американскиот културен центар, понатака Италијанскиот, Грчки културен центар. Значи може да се дојде до информации за одредени други држави, нивни култури, нивни образовни системи, може да се искористат можностите за бесплатно сурфање, за разговарање со персоналот таму. Така што она што е од областа на книгите, на знаењето, на потребата за учење може кај нас да се користи. Ние исто така имаме и доста добар интересен фонд на дигитализирани наслови. Во моментов работиме на дигитализирање на фотоархивата на Нова Македонија. Значи една архива која што е огромна на фотографии, меѓутоа не дигитализирани. Ние сега преведуваме во тој нов формат и ќе се обидеме да ја направиме достапна за секого. Имаме исто така и во зародиш аудио библиотека, аудио материјали, музика,
нешто што сме добивале како донација од одредени извори. Така што за секого има по нешто да се најде во библиотеката и мислам дека слободно може да ги поканам сите да не посетат и да се зачленат, да бидат членови на нашата библиотека. Баш така за крај од овој разговор, јас сакав тоа да го кажам, се надевам дека ги убедивме на некој начин оние кои што не се членови да дојдат уште денес да видат што нуди вашата библиотека. Господине Филип, ви благодарам за овој краток разговор. Проразговаравме за многу кратки теми, значи за вашата библиотека, за тоа како се одржуваат голем број на книги, што студентите и граѓаните на Скопје сакаат повеќе да читаат. Ке ви посакам пријатен и успешен работен ден, па се гледаме во некоја следна прилика. Благодарам за поканата, ми беше задоволство и уште еднаш ги поканувам сите граѓани на Скопје да дојдат и да се зачленат во библиотека. Не мора и само во Скопје, кој да е од страна, од Па преку нашата држава, интернет кој што- страница, да, може да ги посетат и да ги видат содржините и да видат со што се занимава библиотеката постојано. Баш така, уште еднаш фала ви многу.